Добро вечер, драги гледачи. Добредојавте во уште една епизода на Мотокаст. Вечерва ќе зборуваме за една тема многу интересна, за еден настан кој се организира секоја година низ целиот свет, а се вика Distinguished Gentleman's Ride. Со мене вечерва ќе бидат двајца господа, Игор Стефановски од Скопје, еден од организаторите на овој настан. Добро вечер. Добро вечер, Зоран, фала ти за поканата. Благодарам што дојде во Мотокаст. И со нас е Петар Петојевич од Белград, организатор на настанот во Белград. Добро вечер, Петре. Добро вечер, Зоране, добро вечер вашим госту и гледалцima у региони. Хвала ти на гостувању. Хвала на позив. Игор, ќе почнам со тебе, поблиску си ми. Така е. Кажи ми, како би те прашал некој се представиш на кратко, што би рекол, кој е Игор? Игор е влюбеник во моторите, мотоентузијаст од глава до петици. Речиси целиот живот посветен на мотоциклите и на автомобилите и со прилично доста бензин во крвта. Да, ова е добра дефиниција. И нешто што не го кажа, јас ќе го кажам, бидејќи после ќе имам неколку работи те прашам, еден од ретките новинари во мотоспортот во Македонија. Да, е еден од ретките и мотоциклистички новинар официјално. Фела која што веќе исчезна за жал во нашата држава. Ќе го вратиме. Ќе го вратиме. Петар, кад би некој питал да се представиш у 2-3 реченице, кој е Петар Петојевич? Петар Петојевич е автомото ентузијаста, отац, супруг и дете у души. Ова добро, исто добро. Па сви смо ми вајде мало деца у души. Игор, ако треба ни раскажеш за првото искуство со мотоциклизмот, со моторите. Што би, на што се сеќаваш прво? Па најпрво моите први, тоа е буквално првите контакти со мотоцикл доаѓаат уште од, не знам, на 3-4 годишна возраст, предпоставувам. Добро. Чичко ми беше љубител и страствен мотоциклист, не тркач, меѓутоа мотоциклист. Така. И при секоја средба, пошто живеевме заедно во еден двор, што се вика, при секој него пристигнување со моторот, ја бев прв на качен на резервар. така да затоа реков и во најавата, мотоциклите се во крвта кај мене, значи так. Буквално најмалите години, нели тоа потоа се преточуваше во возење на велосипед, па од велосипедите после следеше еден интересен Солекс. Аха, така. Зборуваме за периодот кога јас бев може би 4-5 одделение. Сега не те прашуваме колку години имаш, кога беше ова прилика? Па, да кажеме во раните 90-ти. Добро. Горе-доле или доцните 80-ти, нешто така. Так. Нели, потоа следеа сите поред како што беше тогаш во тоа време, автоматици, АПН-ки, 14-ки, така натака и таа љубов од до денес. Си трае до денес нормално. Така. Ја не сум судила човека што ја имало и ја готово веќе. Тоа мислам дека тешко. Па не, тоа не е можно. Не е можно. Петар, исто питање за тебе. Како е почела таа страст мотоцикли, зашто, мотори, одакле? Па, мислим да е то почело онако од малена. Kad sam bio mali, govorili su sam prvo naučio da vozim bicikl, pa sam onda prohodao. Aha. I onda preko bicikla uvek sam nešto voleo da šrafim. Imali smo neku malu garažu u kući gde smo živeli i uvek sam sa ocem nešto prčkao oko alata i preko bicikla, pa opet klasika Tomos automatik, pa znaš uvek da ono ide brže nego što je predviđeno, da to ide, ne znam, luđe i ko će šta da se njim napravi. I ne znam, nekako se to utkalo
ta strast i ljubav prema možda i mirisu benzina i svemu što ima točkove generalno. Значи одавна е тоа и трае још. А ајде реци ми, кои типови мотоцикла теби пашут, одговарају? Pa ja iskreno da se niko ne nađe uvređen, volim, ajde kažemo, gvozdene motore, ne volim konfekciju, jer smatram da svaki motocikl treba da ima neki lični pečat vlasnika i kao odgovor na pitanje mislim da volim onako interesantne, nesvakidašnje i prepravljene motore, kakvi god da su. Nemam sad nešto da li je od brendova apsolutno palete. Ne, od brendova ne pitam, tip motocikla koji? Cafe raceri su mi onako baš ljubav i pasija. Volim čopere, pogotovo ove jet style, onako neke minimalističke. Harley, Indijane, mislim ono šta god, samo da je jednostavno. Tako. I ne toliko brzo, ali da brzo izgleda. Dobro. Игор, какви типови на мотори сакаш? Па вајде тука сме на иста линија со Петар. Така. Јас имам во моментов имам 3-4 мотоцикли. Едниот е, как ти го знаеш, Торпедо од 51 година и тоа е, стално го кажувам, тоа е веќе член на семејството, не е предмет, не е возило, него член на семејството. И предпоставувам дека таа е тематиката што највеќе ја сакам и највише ми лежи. Сега, нели, лично поседувам исто кафе рейсер Гуци V7 Racer се вика. И како што кажа Петар, што повеќе метал, што повеќе помалку пластика е тоа што нас ни лежи како джентълмен. Види, тоа е љубовта. Тоа е љубовта. Сега, нели, за патување земав повторно Гуци некоја V85-ка. Тоа има малку повеќе пластика, меѓутоа линијата и стилот е типичен гуциевски и тоа ми дава некоја рамнотежа помеѓу модерното и помеѓу класичното. Така, нека комбинација. Комбинација и така да тука ги спојувам патувањето со љубовта за убавото. Пред да одиме на прашање за самиот настан Gentleman's Ride, сакам да прашам дали си член на некој клуб? Мотоклуб? Да, јас сум член, основач и председател на мотоклубот. Официјално сме клуб за мотоцикли и историски возила Gentleman's Crew од Скопје. И Gentleman's Crew од Скопје? Скопје, да. Петар, јасе ти дел некој клуба исто или? Па сад и да и не. Јас сам члан групе граѓана која се зове Мотоплат. Добро. Beograd. Mi smo osnivač te organizacije ili tog društva je moj dragi prijatelj Vojin Đurošinović, koji večeras nažalost nije mogao da bude sa nama jer je sprečen poslom, ali to je mislim neko naše kružok pozitivne energije i mala kreativna radionica, igraonica možda pre. I eto kao takvi podržavamo motociklizam i družimo se sa svim motoklubovima, a od ranije suporter sam Moto Guzzi klub Srbije. Tako, super. Ovo pitam jer на неки начин у мотокасту увек преферираме или покушаваме да кажеме младим бајкерима, мотоциклистима, да е боље да су негде у друштво со другим мотоциклистама, да уче од нив, него да буду фрирајдерс, соло рајдерс, како да се зову, jer другачије кога имаш од кога да научиш, од кога да гледаш како и шта треба, и затоа сум хтео и да питам. Петар, вечерас е Зоран обкружен гуцистима. Добро, не плашим се, ја не плашим за тога.
Морамо да му покажемо шта валја, можда и он заволи. Добро, сад, тоа може бити мала дебата, али добро, ево, гости сте ми, па бичу намиран. Не, оно што сам рекao, нека се неко не наđe prozvanim, ja stvarno poštujem sve dobre ljude i motocikliste generalno, tako da za svačiji ukus i za svačiju volju. Tako je. Ali poštujem kad neko nešto voli, ima razloga da to voli i to je tako. Sad, idemo na ono što je tema. Na ono što je temata za večer во Игор. Distinguished Gentleman's Ride. Што тоа значи и како до таа приказна дојде во Скопје, во Македонија? Па така, еве јас ќе отворам темата на кратко, ќе објаснам за Скопје, и Петар ќе продолжи со другиот дел и со Белград. Distinguished Gentleman's Ride е многу интересно мотоциклистичко, веќе се претвара во движење, од настан преаѓа во движење, пред се хуманитарно. Така. Кој го третира на борбата против ракот на простата, и во последните неколку години значи психолошките болести кај машката популација, односно пред се самоубиствата кои што се проузрочени од, да кажем, од ракот на простата. Јас тука ќе застанам со најавата за Gentleman's, ќе продолжи Петар после. Како Скопје? Па Скопје, ние во Скопје покренавме приказната 2016 година. Јас како што читав овде, вели до сега неколку градови. Туку во 121 земја во светот се организира овој настан. 121 земја, повеќе од 900 градови. Повеќе од 900 градови. Може би Петар има и некоја понова информација, меѓутоа последните информации се 120.000 учесника. Така. Тоа е на еден догаѓај у том дану. Истог дана у целом свету. Так. Од зависности од временских зона, али у принципу око 12 креće, углавном так. Локално времено креće рингишпил, што би се рекло. Значи, у то исто време возе 120.000 луѓе у свету. Така е. Истиот ден. Браво. Ден. Така. И практично по некои официјални информации, како што зборувавме со тебе пред емисијата, официјално тоа е најголемиот мотоциклистички собир во светот. Бидејќи се случуваат мотоциклисти, 120.000 мотоциклисти на исти ден. Така да, што кажа Петар, нели, со временските разони различно, меѓутоа тоа е тоа. Така. Ајде сега за Скопје. Скопје почнува 2016. 2015 година мојот пријател Благоја, кој што се познава и лично со Петар, дојде со идеја, бидејќи ние и претходно работевме некои други настани пред се и со историски возила и така натака. Дојде со идеја, вика, има еден настан многу интересен, кој што има хумана нота и кој што е не секојдневен. Го позборувавме малку настанот и практично веднаш се договоривме дека тој настан треба да се случи во Скопје. Так. Тоа беше буквално инстант одлука. Сега, нели, да не кажуваме било тешко, не било тешко, секој настан и секоја организација си има своја тежина. Луѓето што не организирале настани, не знаат како изгледа да се прави тој, дека тоа бара многу напори. И луѓе, и време, и пари, и се. Вака, знаеш како звуки. Во главном да, со тоа што Gentleman's Ride третира повеќе теми кои што во Скопје во тоа време не беа толку својствени. Прво ги зачна мотоциклистите. Меѓутоа не сите мотоциклисти, него мотоциклисти кои што се влюбеници во кафе рейсер, да кажем и значи тематски класични мотоцикли, што е малку и дури ден денеска е малку, да кажем, невообичаена тема, иако се повеќе сега од таа 16 до оваа година веќе има 3 пати повеќе мотоцикли на таа тема. Втората работа беше што тие луѓе кои што требаше да учествуваат на настанот требаше да бидат дотерани и да бидат хумани и да се осеќаат
како господа практично. Значи 2015-16 почна ова и годинава правите 10 години. Годинава имаме јубилеј, годинава имаме 10 годишнина од Gentleman's Ride Скопје. Така. На тоа сме многу горди и за годинава Честитамо. Фала, посакувам и кај вас и кај нас уште многу прослави на декади. И јас честитам и посакувам уште многу не години, декади. Декади. Така е. Петар, јел имаш да додаш нешто ново што Игор рекао уопште око Gentleman's Ride, па онда ćemo како тоа у Белграду постало? Pa ne, sve je tako. Kod nas je to mrvicu ranije krenulo, ali istom nekom, možda, mislim, sličnom dinamikom, ajde tako da kažem. Добро. Сад оно што Игор е користио неке речи да објасни, али ја бих тео тебе пластично да нам објасниш. Рекли сме тоа е велики догаđај. Ево, колико људи мотоциклисти се појави на еден таквом скуп у Београду? Pa ja ove godine recimo očekujem sigurno preko 300 Dobro. Motora. Sad neko vozi singlića, neko vozi suvozača, ali u principu to je neka cifra na koju računamo. Mi smo za razliku od Skopja krenuli godinu dana ranije zvanično, 2015. Tad je bilo 45, ja mislim, registrovanih vozača, od čega se svega 30-ek pojavilo na startu, eto da bi prošle godine imali preko 300, čini mi se, samo jedan moment, 326 registracija. Sad, u čemu je razlika? Ja sam išao na puno motoskupova po ex-Jugoslaviji. U čemu je razlika? Mi smo bili 100 i 200 i 500 i 2000 motociklista. Što je razlika? Razlika je prvo u tome što Distinguished Gentleman's Ride nije klasičan motoskup, to je vožnja sa razlogom. Dobro. I kao što je rečeno, znači sve to osmišljeno kao inicijativa da se skrene pažnja na dva onako ozbiljna društvena problema. I to je u principu, ajde kažemo, parada, revija. Vozi se laganim tempom, odeveni u tweed, odela, tregeri, leptir mašne, kravate. To da nam objasniš, to. Postoji, znači, na samoj platformi www.gentlemansride.com, možemo negde možda i da napišemo, postoji određeni dress code što se tiče odevanja i style guide što se tiče motocikala koji su u principu, ajde kažemo, dobrodošli. Znači radi se o Vespama starim, da kažemo metalnim, kafe racerima, trekerima, skremblerima, čoperima, custom motorima, vintage motorima, modernim klasicima, znači nešto u principu ne svakidašnje, što se ističe onako lepotom i stilom i opet stil je u oku posmatrača, ali stvarno ne želim nikoga da uvredim ili baš onako trudim se da se ogradim, ali to je tema u svakom slučaju, to je tematski skup i eto kao što sam rekao malo pre nije klasičan motoskup. Игор, извини, не те праша тебе, колку отприлика минатиот мај, знам дека во мај собират? Да. Колку отприлика доаѓаат? Па Зуки ние минатата година имавме 175, мислам, официјално пријавени учесници, со тоа што ние предпочитаме да ставиме лимит на бројката од организаторски причини. Така. Бидејќи целата организација, сите ресурси, сите точки на каде што стартаме, каде што правиме паузи, каде што финишираме, се точки каде што треба да најавиме на колку очекуваме учесници за тие домаќини да бидат подготвени да не примат соодветно. Нормално настанот се пријавува во полиција и во полиција треба да се даде една точна бројка на учесници и практично ние одиме повеќе на квалитет
Така е. отколку на квантитет, бидејќи сакаме сите, односно сите, пријавените учесници и гости на настанот да поминат убаво и да уживаат во самиот настан. И за тоа практично ставаме некаков си лимит. Меѓутоа и реално бројката е негдека тука помеѓу 150 и 200 За Скопје. За Скопје, да. Така, Значи зборуваме реално без Така, без така, фалење или без Не, жалење. тоа е тоа. Да. Значи Белград скоро, да речеме, дупло од тоа, што е нормално, Белград е многу поголем град, Да. значи тука е некаде таа бројка. Ali Петар, разлика е у томе што со сви ови кои се појави на моторима су джентлмени, дотерани у сакоа, у оделима и така дале, што не е случај кад идем ја на мотоскупове, мало е тоа другачие. Значи јас со мој мотором не могу таму. Ја возим Honda VFR 800, значи Pa možeš, ali moraš se obući. Svi su, mislim, svi ljudi dobre volje su dobro došli, samo eto, bar kao minimum, bar mi u Beogradu se trudimo, ne vraćamo nikoga kući, jedino ako neko dođe na neadekvatnom motociklu, on je zamoljen ili da se parkira negde sa strane ili da bude na začelju kolone ako bude išao s nama na vožnju. Добра, ајде би реци, која е порука која оставља една таква колона мотоциклиста, бајкера, у оделама, у лептир, машинама, краватама и која е порука која оставljate vi? Pa poruka je, mislim, kako je sve zamišljeno. U suštini stvari pojedinca da animira svoje neko bliže okruženje, da se obavi pregled prostate, bar jednom godišnje, pogotovo za populaciju stariju od 40 godina. I svakako da se međusobno upitamo kako se živi i kako se nosimo sa bremenom života, jer kao što je isto malo prerečeno, statistika je onako zastrašujuća i trebamo se svi potruditi da probamo da utičemo pre nego što postane, nažalost, kasno. Tako. I sad, izvini još da završim. Poruka koju šaljemo, eto, jeste ta pozitivna energija, ta kolona i ta, ajde to, grupa ljudi koja prođe i prodefiluje gradom, sigurno je primećena. Mi uoči samog rajda i trudimo se da malo i pričamo i po televizijama o čemu će se tu raditi, čisto da probamo da dopremo do svakog pojedinca, eto baš upravo o ideji. I ceo skup i cela zamisao je humanitarnog karaktera, dakle prikupljaju se i dobrotvorne donacije, i evo znači sve počelo 2012. u Australiji, kako smo malo pre rekli, i do ove godine je prikupljeno preko $50 miliona koji su otišli kao financiranje centrima koji se bave. Ајде, ово ćemo malo detaljnije kasnije. Ja zašto sam pitao oko koju poruku šalje ovakva kolona motociklista, jer to je čudno. Kad ti gledaš motocikliste, idu po gradu, voze polako, svi su u odelima, to je malo čudno. I ljudi se zapitaju šta je ovo sad? To je ono, zato to pitao. I sad, reci mi, da li ima u tim bajkerima koji voze tog dana, je li ima tamo doktora, medicinskih lica i da li vam oni pomažu, daju podršku neku? Mislim, ovo i za Igora, Igor može da odgovori ili... Ne, Petar prvo. Ja mislim da to je u stvari taj skup ljudi koji se tu nađe toga dana, mislim ne samo tog dana, ali ajde to pričamo konkretno o samom rajdu, apsolutno je ono šarena paleta zanimanja, ima i doktora, i stomatologa, i mehaničara, i ekonomista, i šta ti ja znam, radiologa, i arhitekata, i muzičara i slično, i u principu veže na setu upravo ta energija
koje se tu, mislim, koji smo došli da iscrpimo i koji smo došli da emitujemo. I to je nešto onako što svakako svakom želim da bar onako da doživi. Dobro, i sad jedno pitanje... Makar i na fondi VFR. Jedno pitanje, jer u Motokast promovišemo равноправност у мотоциклизму. Tako da jedno pitanje, je li ima žene bajkere koji voze? Apsolutno ima. Ja mislim da je čak i zvanična statistika 20%, ja mislim da je žena prisutno na samom rajdu. Takođe, recimo, moja supruga je sa nama i kao i moj sin. Smo zajedno od početka, eto te 2015. Idemo i bavimo se tim rajdom i u principu nije samo stvar da ljudi dođu na motorima, dođu ljudi i pešaka pa budu onako sa nama podele taj dan i tu energiju. Браво. Игор, исто ќе да прашам и тебе. Прво, знам дека е така, ама сакам да те слушнеме, бисам ти да кажеш тоа, дали има, бидејќи зборуваме за машко здравје, дали во таа група на луѓе, тие моторџи тој ден, има доктори, медицински сестри, медицински персонал наставно, кои што возат, се дел од вас? Па да, Зуки, како што кажи Петар, таму има различни профили на луѓе, сите се дојдени за денот, сите се дојдени за причината. Да, кај нас има барем вака од прва 10 доктори, дури наша често беше учесник доктор Климентина Кузевска, која што е специјалист, мислам дека е гинеколог. И тоа докторката секоја година учествуваше и гордо учествуваше на тој настан и дури беше еден од официјалните медицински лица на настанот, бидејќи ние имаме обврска како организатори, да имаме и по едно медицинско лице, мислам на 100 мотоциклисти, така да буквално тие доктори што возат со нас може да се приметат бидејќи на раката носат црвен крст, да се обележат дека се доктори. Одлично. А и во однозначение спомнал чи како што го прашав Петар? Да, имаме, ние во нашиот клуб имаме 3 дами кои што учествуваат секоја година на настанот. А инаку има 10 дами кои што земаат учество, можеби повеќе се буквално не водам евиденција, меѓутоа вака од памет 10 дами секоја година учествуваат најмалку на одлично, браво. На настанот. Значи... И да. Па еве еден куриозитет, преска прашаш каква порака предаваме на јавноста, на општеството, на луѓето околу нас. Значи јас памтам дали беше првата или втората година. Возиме парадно, возиме до Терани, возиме са бајле во 11 во 12, во недела вообичаено во тој период најчесто пензионерите одат и се враќаат од пазар и тоа ми остана впечатливо и тоа секогаш го кажувам. Значи ние успеавме, значи мотоциклисти успеава да наметнат насмевка на лицата на нашите повозрасни граѓани, пензионери, бидејќи бевме не секојдневни. И дури имаше коментар, вика, видиш убава свадба направиле деца. Така да тоа е многу интересно и буквално тоа е втората порака која што ја носи настанот покрај хуманитарниот дел и покрај делот на собирање на средства и подигање на свеста за ракот на простатата. Втората тема на настанот е да се промени перцепцијата на општеството во поглед на мотоциклистите. Значи ние со такво возење и со таков дрескод сакаме да пренесеме порака до општеството дека не мора сите мотоциклисти да бидат бучни, агресивни и да не почитуваат правила и прописи во сообраќајот. И например една од многу стриктните правила на Gentleman's Ride на денот на возењето покрај запазување на брзина и така натака и прописи во сообраќајот е обврзното носење на заштитна кација. Така.
Значи не сме да има ни еден учесник кој што Е без кација. Е без кација. Одлично. Драги мои, време е за рубриката Мотообјектив. Проследете ја и се враќаме со гостите во студио. Добре дојдовте во уште една интересна епизода на Мотообјектив. И во оваа епизода ќе ви представиме една можна мототура. Овој пат мототура Скопје Пелопонез во траење од 5 до 6 дена. Некои патувања не се само рута на мапа, туку вистинска бајкерска приказна. Пелопонез е токму тоа. Пелопонез е регион кој комбинира античка историја, спектакуларни патишта и прекрасни крајбрежни предели. Оваа мотоавантура не води низ најубавите предели на Грција, од античката Атина до сончевите плажи на Пелопонез. Враќањето е преко Лептокарија или Платамона, каде што се одмораме пред крајот на патувањето. Оваа мотоавантура ќе ви овозможи да возите по серпентини со поглед на Егејското и Јонското море, да прошетате низ древни градови и да уживате во вкусот на традиционалната грчка кујна. Прв ден Скопје, Гевгелија, Атина, околу 700 км, 9 до 10 часа возење. Тргнуваме од Скопје рано наутро, возејќи преко Гевгелија и Солун со кратки паузи. Продолжуваме низ Грција, а навечер пристигнуваме во Атина. По пристигнувањето имаме време за прошетка низ Плака и вечера со традиционални специјалитети. Втор до четврт ден Пелопонез 300 до 400 км, слободна програма. По утринското кафе во Атина ја напуштаме метрополата и возиме кон Коринскиот канал, спектакуларна архитектонска градба која го поврзува Егејското со Јонското море. Продолжуваме кон Навплио, првиот главен град на модерна Грција, познат по тврдината Паламида и идиличните улици. Потоа, патот не води кон легендарната Спарта, познатиот антички град на легендарните војни, каде денес може да се види статуата на Леонидас, и Микена, домот на Агамемнон, кралот на Микена и врховен заповедник на грчката војска во Тројанската војна. Овие неколку денови се време за вистинска мотоавантура. Возиме по прекрасни планински патишта до Моненвасија, средновековен град издлабен во Карпа, познат како грчкиот Гибралтар. По прошетката, низ тесните камени улици продолжуваме кон Каламата, каде што не чекаат прекрасни плажи и освежување со морски деликатеси. Алтернатива на посета плажите на Каламатија се плажите на Симос. По плажата возиме кон Олимпија, местото каде што започнале античките олимписки игри. По разгледување на археолошкиот локалитет продолжуваме кон Патра, третиот најголем град во Грција, познат по неговиот огромен мост Рио Антирио. Петти ден враќање преку Лептокарија или Платамона, околу 600 км, 6 до 7 часа возење. Враќањето го започнуваме преку живописните патишта на западниот дел на Грција, возејќи низ Јанина и планинскиот предел на Епир. Пристигнувањето во Лептокарија или Платамона, каде што ноќевањето е одлична можност за одмор пред завршниот дел на турата. Шести ден враќање преку Солун, околу 300 км, околу 4 часа возење. Последен ден за релаксирано враќање до Македонија преку Солун, каде што правиме последна пауза пред пристигнување во Скопје преку Гевгелија. Проценети трошоци: за гориво и патарини 200 до 250 евра, за сместување 40 до 60 евра по ноќ, за храна 20 до 30 евра на ден, или вкупно трошоци околу 600 до 800 евра, со вкупно помината километража околу 2000 км. Ова патување ќе ве однесе низ антички градови, крајбрежни патишта и незаборавни пейзажи. Пелопонез е идеален избор за оние што сакаат кратка, но интензивна авантура на две тркала. Ви благодариме што бевте со нас во уште една епизода на Мотообјектив. До наредната, биете ми живи и здрави. Игор, ако те прашам, што би им порачал на овие младите моторџи што почнуваат, ги гледаш на овие кафе рейсери по градот, возат ама неприлагодено баш, најмногу опрема, нешто имаат, нешто немаат, што ти како поискусен би им препорачал? Па јас ќе им препорачам тоа што мене ми го препорача еден мој повозрасен пријател и комшија, Така? веќе не е меѓу нас, за жал. Меѓутоа, кај нас низ мало, нели, летно време, јас во некои така тинеџерски години, седнат на моторче, одам до продавница да земам нешто, ама по кратки гаќици и горе со некоја тенка мајчка. И еднаш, два пати, три пати човекот ме застана. Вика, ајде до кај мене да пиеме едно сокче. Јас влегов кај него, пошто почитувам
постари поискусни луѓе и секогаш ми е драг муабетот со нив, бидејќи може само да се научи нешто од тие луѓе. И вика, дете, те гледам цело време дека се движиш со моторчево и тоа е све убаво, ама вика, да ме послушаш една работа. Викам, ќе те послушам. Настрана маицата и без кацига и така натака. Кога си на мотор, да имаш секогаш трпение. Така. Затоа што едно вртење на рачката за газ може да направи разлика помеѓу доживување и помеѓу несреќа. Добро, а ако те прашам, да сигурно си размислувал и спомна дека ја гледаш Мотокаст, каква порака би пратил до гледачите на Мотокаст, кои делумно се моторџи, ама и голем дел и не се? Што би порачале на нив? Што би им порачал на нив? Да продолжат да гледат Мотокаст нормално. Добро. Тоа е добро. Тоа е добро, тоа е супер. Зуки, имавме еден интересен, сега ќе направам дигресија мала во прашањето твое. Во нашиот клуб, нели, имаме возење, разговараме за сите работи и имаме помлад и понеискусен член кој што на тие муабети вика, како да станам подобар моторџија. И еден од нашите колеги повика, па само со возење. Так. Значи, како се станува нешто друго, со практицирање и со учење, така да моторџија се станува со возење. Како беше, 10% е талент, 90% е напредна работа. Така да, па ќе кажам, носењето на заштитна опрема за мене е секогаш првата работа што можам да препорачам на сите. Втората работа е, има убаво е кога си, тоа што го начнати на почетокот на емисијава околу членување во клубови и така натака. Значи убаво е ако тие нови мотоциклисти, не збориме по години, него збориме по стаж, тоа што го кажа, влезат во некој клуб каде што се вози во група, од каде што они може да црпат искуства, може да следат поискусни мотоциклисти од нив и на тој начин да го забрзаат учењето, како се вика, на совладувањето на вештините на возење мотоцикли. Поточно кажано. Одлично. Фала ти. Петар, кој би ти поруку послao оним младжим по искуство во мотосвету, кои почнеју сада или едноставно су почели пред некој време, или немају велико искуства, видиш их по граду, пуно их има по Београду, кој би поруку послao њима? Па, сад е то можда и филозофско питање. Зато што опште не е ствар, мислим, јесте ствар брзина, али не мора ни да значи и кубикаже и снаги мотора. Ја лично падао сам со скоро свега што сам возио. Добро. Мислим, од неких својих мотора, највише сам се напасал асфалта на Томас автоматику. И мислим да е све ствар опет и те неке намене и како смо мало присто рекли, можда и тог стрплjenja. До душе, ајде сад, руку на срце, јас sam возио неке трке на Томас автоматику, рече опет Endurance Cup, возило се 4 сата и сад ту има свега и свачега. Опет тераш нешто, nije mu namena, duplo brže nego što je ono projektovno da ide, pa eto, znaš, opet kažem, nije stvar kubikaže. Što se tiče saveta mlađima, strpljenje jeste zaista bitan faktor. Oprema pod obavezno, kaciga kao minimum, mislim i u principu to za što se zalažem lično ja i moj kolega, saradnik i saborac Vojin Đurašinović, insistiramo na toj kacigi, eto, u tim nekim
u zvaničnom rajdu i generalno kad se ide na put i kad se seda, eto, mislim, uopšte nije bitno tačka A, tačka B po gradu, Belaj ne bira kad će da se desi i sigurno, odnosno moramo biti sigurni da nećemo biti spremni. Znaš, evo sad ću da padnem s motora, mislim, znaš, ili sad će da mi izleti neko. Taj trenutak nepažnje ili mislim, evo ja, te pehove koje sam imao u životu, sve su bili rezultat nepažnje ili neprilagođene brzine. Tako. I sad, da sam išao sporije, verovatno bi zakočio, ili bi imao mesta i vremena da zakočim, da sam bio pažljiviji, verovatno bi odreagovao ranije ili ovako ili onako, tako da mislim da ne možemo voziti, mislim kad sedamo, pogotovo na 2 točka ili bilo koje motorno vozilo, za upravljač bilo čega ne možemo voziti s pola mozga, moramo biti fokusirani na to što radimo i ne treba da razmišljamo sad neće to meni da se desi. To je budalaština. Tako mislim je. Da treba da budemo svesni. Супер, одлично. Петар, Игор, да се вратам малце, кога пред емисија спомна, ја донесе оваа книгичка убава, ми ја покажеш на кратко пред да одиме емисијата, да не заборавиме, и си рече дека сакаш некого да спомнеш од тие слики таму што ги... Па да, како што зборувавме пред настанот и со Петар малку проговоривме кога се штелувавме за емисијата. Ова е на камерата, да, покажи. Ова е официјалната книга издадена по повод 10 годишнината од The Distinguished Gentleman's Ride од светскиот организатор, и таа е една преубав лексикон проткаен со текстови, фотографии, луѓе и искуства, пред се на искуства на луѓе кои што си имаат изборено со ракот на простата, токму како заради ова движење, благодарение на ова движење. Така да тоа е многу убав лексикон, меѓутоа од тој лексикон, да кажем, најдрага ми е фотографијата каде што е значи тоа е белградското возење каде што е Петар меѓу другите, меѓутоа тука е и мојот драг пријател кој што веќе не е меѓу нас, а го спомна Петар Света Симич, еден исклучителен човек, зачетник на ова движење и на овој настан во Белград, мој добар пријател и еден куриозитет и една да пратиме еден поздрав до нашите пријатели во Белград и до семејството на Света, дека не е заборавен и кај нас тука во Македонија. И сакам до Петар да пратам една порака која што зборувавме со тебе претходно, а Петар сигурно ја знае. Имавме една иницијатива со Света, која што се надам дека ти ја знаеш, да ги обединиме организаторите на The Distinguished Gentleman's Ride од бившата ни држава Југославија, може би со централна точка во Белград, и да биде тој еден грандиозен настан, регионален, како што е оваа емисија. Така. И да посветен пред се на настанот, меѓутоа и на нашите пријатели кои што веќе не се меѓу нас. Одлично. Ако тоа го направите, мотокар ќе биде со вас да го тоа проследи, да го сними и да го видат сите. Дојдовме до крајот на емисијата. Драги мои, разговаравме со Игор и Петар, зборувавме за Gentleman's Ride, ви благодарам на двајцата за гостувањето. Зборувавме за Gentleman's Ride, за сите аспекти на овој настан, светски настан, што одржува во 120 и неколку земји во светот. Целите на тој настан, борба против ракот на простата и други слични болести, нивните искуства од патувања, Игор посебно за новинарството и тестирањето на мотори, прекрасна работа, морам да кажам. Ако ви се допадна на што го гледавте, ве молам лайк и subscribe и секако шеар со оние што ве следат. А со вас, драги гледачи, се дружиме повторно наредната недела. Бидете ми живи и здрави.